Сакаме да ви информираме од името на Централниот одбор на граѓанската опција за Македонија дека покрај поддршката секојдневно што ја добиваме од голем број на граѓани од Република Македонија кои што пристапуваат кон нашата политичка партија, пристапуваат и граѓани кои што се веќе политички инволвирани и кои што се дел од структурите на општинските раководства. Па така до овој момент кон граѓанската опција на Македонија пристапија 14 советници од други политички партии и независни членови на независни листи. Сакам да го соопштам нивното име. Господјата Душица Сеизовска Јовановиќ, која што досега беше независен советник од Куманово. Доктор Драги Караджински, независен советник од Куманово. Бобан Младеновски, досега член на Српската напредна странка, член на Советот на Старонагоричани. Господин Љупчо Настовски, независен советник од Охрид. Спасе Ристевски, досега член на СДУ и досега член на Советот на Росоман. Горан Ефремов од Советот во Пробиштип, досега член на НСДП. Димитар Зарков, независен советник од Кавадарци. Златко Јованов, независен советник од Кавадарци. Доктор Чедомир Саздовски, досегачен советник од СДУ во Кисела Вода, и доктор Зоран Поповски, досега советник од Српската напредна странка, доктор Добрила Андоновска, исто така советник од Српската напредна странка, Дејан Димовски, советник од Српската напредна странка, Горан Михајлов, советник од Српската напредна странка и Роберт Живадиновиќ, советник од Српската напредна странка. Сите овие 5 досега и од сега ќе бидат членови на Советот на Општина Карпош. Најнапред во нивно име сакам да им се заблагодарам на поддршката досега што имали соработката во досегашните политички партии, како и на сите оние кои што ги поддржале на советничките листи, независните советнички листи за време на локалните избори. Сакам да кажам дека сите овие советници се договоривме дека ќе продолжат заедно под знамето на граѓанската опција за Македонија да се борат за интересите на граѓаните во советите на нивните општини, натаму ја прифаќаат програмата на граѓанската опција за Македонија и во исто време ќе настојуваат со сите своји расположиви сили да делуваат конструктивно во советите на општините, да дадат свој придонес за развој на нивните општини, но во исто време исто така да ги застапуваат и интересите и боите на граѓанската опција за Македонија. За сега имаме 14 советника кои што не поддржуваат. Имаме најава и разговори со други советници кои што кажуваат спремност да продолжат натаму да соработуваат и да бидат членови и дел од граѓанската опција за Македонија. Јас исто мислам дека ќе има предвремени парламентарни избори и логично е да ги има заедно со претседателските избори од две причини: заради цензусот за претседателските избори и втората причина е се она што се случуваше за време на локалните избори и договорот да се оди на предвремени парламентарни избори, и сметам дека е најдобро да се измират силите и поддршката на граѓаните на сите политички партии. Ние се подготвуваме забрзано за изборите во март, како што најавивме, Гром ќе има свој кандидат за претседател на Република Македонија. Тој ќе биде кандидат кој што досега успешно обавувал одредени функции, раководни функции, кој што не е анонимен во јавноста, значи мора да биде познат во јавноста, но во исто време да нема дамка во својата кариера и да сме сигурни дека ќе ги брани и штити интересите на Република Македонија и на сите граѓани на Република Македонија без разлика на вероисповест и националност.